Први на почетокот да поздравам иницијативата и прашањето кои што се упатува до моето министерство. Во делот на политиките кои што се креирани за 2025 година, секако дека младите земјоделци имаат приоритет. Поддршката доаѓа преку програмата за директните плаќања, односно класичните субвенции, преку програмата за рурален развој. Во програмата за директни плаќања сите млади луѓе кои што аплицираат и се носители на земјоделско стопанство имаат дополнителни 10% во поддршката. Сите млади луѓе од 18 до 40 кога аплицираат за мерките кои што ги објавува министерството, дали се за механизација, земјоделско земјиште и така натака, добиваат дополнителни бодови како предност при аплицирањето. Исто така се ослободени 3 години од плаќање на закуп за земјоделско земјиште како една олеснителна околност при стартување со одредено производство во земјоделскиот сектор. Дополнително мерката која што е креирана, тоа е мерката 2.15, се однесува точно за пчеларите. Оние кои што имаат минимум 10 пчелни семејства добиваат субвенција од 600 денари. Меѓутоа за оние кои што веќе прогресираат, имаат повеќе, односно над 50 пчелни семејства, добиваат дополнителни 200 денари на овие 600 денари. Додека преку програмата за рурален развој имаме мерки каде што кофинансираме набавка на опрема за пчеларството, за пчелни матици, за пчелни роеви, кои што едноставно сакаме да им помогнеме и на младите луѓе кои што сакаат да влезат во земјоделскиот процес, да едноставно имаме некаков поттик, односно стимул во оно што го нуди самото министерство. Видете, јас себе користам приликата и јавно да повикам и да ги охрабрам сите млади луѓе да влезат во земјоделскиот процес, затоа што навистина производството на храна е една благородна професија и многу важна во опстанокот на човештвото, а Македонија како земјоделска држава треба да анимираме и нова сила која што ние како министерство ќе помогнеме преку овие програми кои што ни се на располагање.